Македонско гледиште за решавање на македонското прашање. На 1 март 1913 година, 7 месеци пред потпишувањето на договорот, представниците на македонската колонија во Петроград, Гаврил Константинович, Димитрија Чуповски, Наце Димов и Александар Везенков потпишале меморандум за независност на Македонија и му го предале на министерот за надворешни работи на Велика Британија, Едвард Греј, и на амбасадорите на големите сили во Лондон. Со меморандумот Димитрија Чуповски изработил и карта на Македонија во колор со сите специфичности што аргументирано ги докажувале посебноста и причините за самостојност на Македонија. Меѓутоа, поради сопствените интереси и во отсуство на какво било чувство за реалност и за македонскиот народ, големите сили судбината на Македонија ја оставиле да ја решат завојуваните балкански држави. Македонија била поделена на тој начин што нејзиниот најголем дел, односно Егејскиот, со површина од 34,356 квадратни километри го добила Грција, Вардарскиот дел со површина од 25,342 квадратни километри го добила Србија, Пиринскиот дел со 6,798 квадратни километри и бил даден на Бугарија. А Албанија добила 1,115 квадратни километри во западниот дел. Помеѓу делегатите присутни на тој погубен ден за Македонија, немало представници од Македонија, присутни биле само делегати на Грција, Бугарија, Србија, Црна Гора и Романија. По тоа се гледа дека тоа била само алчна и душманска нејзина поделба. И што е битно, никоја од големите сили не превзела ништо против тоа. А тоа продолжува и ден денес. Со распарчувањето во Букурешт, Македонија од централен и најзначаен дел од Балканот станала периферија и провинција на балканските земји. Веднаш потоа започнало асимилирање на македонското население во јужни срби, бугари, славофони грци и албанци. Дури и во пребројувањето на жртвите и загубите во Втората Балканска војна македонското име не се споменувало, иако војната главно се водела во Македонија. Наведениве факти недвосмислено докажуваат дека балканските војни се подготвувале и се воделе за поделба на турските поседи во Европа. Единствениот принцип врз кој се одредувале и се поставувале границите било правото на посилникот, односно оружјето. Букурешкиот мировен договор представува единствен меѓународен договор што не ги потпишале сите големи сили и што бил во голема мера против нивните интереси. Исто така, големите сили не ги зеле предвид барањата на македонскиот народ, чии представници, од повеќе асоциации, особено од Русија и Швајцарија, интервенирале да се зачува идентитетот на македонскиот народ и единството и целината на македонската територија. На 31. октомври 1912 година, со декрет на грчкиот крал Горгиос I, владата во Атина за прв пат во својата историја воспостави времена управа на окупираните територии во Македонија. Од тогаш, владата во Атина започнува континуиран и систематски процес на етничко чистење, екзодуси и геноцид врз македонците во Егејскиот дел на Македонија. Масакрирани се илјадници македонци, запалени се стотици села и илјадници куќи, забранет е македонскиот јазик, илјадници македонци се интернирани по островите и насилно протерани од Грција. Запалени се и уништени стотици македонски православни цркви. Интензитетот на активностите против македонскиот народ од страна на Грција, Бугарија и Албанија продолжува и во ова време. Но при тоа тие се наоѓаат во незгодна положба, само заради едно многу едноставно прашање, а тоа е: како е можно еден ист народ, за едни да е грк, за други да е бугарин, за трети србин, така натаму? Но да се задржиме на грците. Тоа е јасно дека тие се египјани, а се прават дека се правите, вистинските македонци. Не. Тие не се македонци. Тие се преобразени египјани. Затоа, да се биде грк, значи да се биде египетски генетски отпадок. Тие се само египетско генетско ѓубре. Сосема исто како и со бугарите. Бугарите се татарско генетско ѓубре. Затоа, да се биде бугарин значи да се биде татарско генетско ѓубре.